возна над Калеџерџево, кај Попстојановата колиба. Таму ми се држеше третото собрание за Разловечкото востание. Запали се маце планината, планината маце Митрашинска, Митрашинска маце Будинарска, Будинарска маце Емразлошка. И полето маце пијанечко, дим се дими маце, пламен нема. Пред чета ми стои младиот војвода и на дружина тихо говори. Уште малку дружино се е подготвено, знаме наше да развееме. Почитувани горди потомци на славните востаници, драги разловчани, Македонија е повторно горда. На овој историски ден, од името на председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Делчево, господинот Иван Гоцевски, членовите на Општинскиот комитет и од името на сите граѓани на Делчево, да му посакаме добре дојде на идниот премиер на Македонија, професорот доктор Христијан Мицкоски. Разловци е нашиот вруток на слободата. Разловци е нашиот завет и емоција. Разловци е нашата обврска и гордост. Разловци е почетокот на современата борба за слобода и просперитет на македонскиот народ. Денес одбележуваме 148 години непокор. 148 години на постоење на организирана револуционерна борба за слобода на овој достоинствен народ. Зашто само слободен човек може да се бори за подобро утре. Денес стоиме исправено пред идеите на народниот и духовен водач Попстојан, пред споменот на бунтовниот и решителен Димитар Попгеоргиев Беровски, како и силата на нивните соборци, кои како орли в планина го кренале својот глас за слободата во далечната 1876 година, токму од ова свето место, во дворот на овој културно-историски споменик и вулканот на Вера зад мене, црквата Свети цар Константин и царица Елена. Денеска повторно биеја камбаните како во времето на нашите бесмртни предци. Но денеска тие бијат за нашата борба, за нашето место и улогата во вековната македонска историја. За она што ние ќе го создадеме за селото Разловци, за нашето Делчево и нашата Македонија. Имаме знаење, сила и сме подготвени за да си ги поставиме новите столбови на темелите кои ги оставија гордите разловчани. Под водство на нашиот иден премиер, професорот доктор Христијан Мицкоски, Македонија започнува нова, убава приказна, во која за секого има место под ова наше македонско сонце.